Во Демир Хисар можеме да видиме дека работите можат да се менуваат ако се изберат вистинските приоритети, но и ако државната власт добро соработува со локалната власт. Само во триаголникот Битола, Демир Хисар, Крушево и во инфраструктурата помеѓу овие општини вложивме како влада околу 12 милиони евра. Целиот фокус во овие 2,5 години не беше фокусиран на патните правци кои што Демир Хисар го поврзуваат токму со Битола, со Крушево и со Другово. Во следниот 4-годишен период фокусот ќе ни биде да обезбедиме добра патна инфраструктура кон Кичево и Демир Хисар целосно да го поврземе со добри, квалитетни патишта кои што нема да ги малтретираат граѓаните и кои што ќе обезбедат дополнителна шанса за локалниот бизнис. Како влада асистиравме и на изградбата на локална инфраструктура. После цели 40 години обезбедивме средства со кои што се рехабилитираше и асфалтираше делницата помеѓу Слоештица и Вирово. А после 30 години обезбедивме и помогнавме целосна реконструкција на коловозот во село Базерник. Како влада влијаевме и на подобрување на капацитетите во општина Демир Хисар. Денеска бевме во посета на психијатриската болница, која што е еден важен центар, прво за целата држава, како дел од здравствените услуги кои се неопходни во секоја држава, но во Демир Хисар тоа е и шанса за локален развој и за многу отворени работни места. Во изминативе години успеавме драматично да го зголемиме бројот на специјализации, да го зголемиме бројот на медицински лица кои што работат во психијатриската болница, но и да ги подобриме условите за нивна работа и да ги зголемиме платите. Новиот павилјон, машки павилјон во психијатриската болница, обезбедува похумани и подобри услови за сместување на еден капацитет кој што е важен не само за здравството, туку и за тоа каква демократска држава која почитува или не почитува човекови права ќе биде нашата татковина. Нашиот фокус во време на корона кризата беше да им помогнеме на сите општини, на сите економски субјекти, но и на што е можно поголем круг на граѓани. Нашата влада само во општина Демир Хисар обезбеди директни финансиски инекции, директна финансиска помош на 59 фирми, за да ги зачуваат своите работни места и за да продолжат со работа дури во вака тешки околности. Само во општина Демир Хисар обезбедивме поддршка финансиска на 1441 граѓанин преку картичката со која што се купуваат домашните производи. Ова се пари кои влегуваат во семејните буџети, ова се пари кои влегуваат во буџетите на фирмите. Само на ваков начин ќе можеме парите навистина да ги враќаме кај граѓаните, меѓутоа да дадеме и многу поголема шанса за општински развој и развој на Демир Хисар и Демир Хисарско. Ми беше задоволство што чув дека Демир Хисар е и општина која што користи навистина на многу ефикасен начин и голем број на европски средства. И што тие средства ги насочува токму кон развој и на културата, и на локалната инфраструктура, но исто така и на шансите за развој на туризмот. На таков начин градиме нова, развојна македонска економија. На таков начин создаваме подобри работни места и овозможуваме повторно повисоки плати. Најнапред да посакаме едно големо добре дојде во нашиот град на вице-премиерката Радмила Шекеринска. Во овој период од 2,5 години практицирање на власт од наша страна има што да кажеме и што направиме за општина Демир Хисар. Пред се најпрво ќе се пофалам со изработената изградба на 5 улици во Демир Хисар, тоа се улиците Линденска, Јордан Пиперката, Ѓорѓи Сугарев, дел од улица 1 мај и дел од улица Партизанска. Исто така ја изградивме улицата во село Базерник, изградивме локален пат за село Сувогрло и локален пат за село Сладуево. И понатаму со кредит од Светска банка набавивме 4 минибуси со седишта 24+1. Истите се наменети за превоз на ученици. Знаете дека општина Демир Хисар располага со 3 основни и едно средно училиште. Проблем кој што беше многу години се провлекуваше во општина Демир Хисар, решен финансиски и текако каде што училиштата веќе го надминаа тоа. Исто така набавени се неколку возила, тоа се грантови за успешно реализиран проект од Светска банка, односно во висина од 2,2 милиони денари набавено е противпожарно теренско возило,
чија што основна намена ќе биде гасење на шумски пожари. Набавени се 2 возила, едно патничко, едно теренско, за кое што ќе го користат инспекцијските служби на општина Демир Кисар и службата за одржување на уличното осветлување. Во периодов додека јас сум градоначалник, обезбедени се и набавени се голем број на опрема за јавното комунално предпријатие, училиштата, детската градинка и домот на културата. Пред се би спомнал опремата која што набавивме во јавното комунално предпријатие, тоа е набавено едно возило за собирање на куќен смет, купена е комплет механизација, трактори, мулчери, косачки, машина за метење на улици и така натаму, набавено е теренско возило, Дачија Дастер, а исто така набавена е голем број на опрема за училиштата, како електронска табла и така натаму. Во градинката е комплетно сменета целата натрешна опрема, тоа се душеци, нови кревети, реновирана е натрешниот интериер и така натаму. Ќе продолжиме и понатаму со вакви активности, се со цел да го подобриме животот на граѓаните во нашата општина. Ви благодарам.